Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Бројот на деца во судир со закон е зголемен, но загрижува фактот што кривичните дела кои ги извршуваат се многу потешки од порано. Сопружници од тетово физички нападнале сосед, мажот употребил и остар предмет и го повредил. Промовирана книгата Вратничка крваа свадба, историска драма за трагичен настан кога во селото пред 80 години биле погубени 13 младинци. Бројот на деца во судир со закон е зголемен, но загрижува фактот што кривичните дела кои ги извршуваат се потешки. Дополнително, деца под 13 годишна возраст се пробатели на марихуана, алармираат психолозите. Иако сега погласно се говори по алармот со случувањата во соседството, според психолозите малолетничката деликвенција е во пораст последните години. Сега и делата кои ги прават децата се потешки. Учествуваат во кражби, физички напади, а има и случаи кога употребуваат ножеви, вели психологот Оливера Цветковска од Тетовскиот центар за социјални работи. Бројот на деца во судир со закон е зголемен, меѓутоа не е проблемот во тоа што бројката е зголемена. Проблемот е што кривичните дела се многу потешки. Ако порано децата беа во судир со закон затоа што се истепале со боксови или со клоци, па добиле кривична пријава, сега тие деца, сегашниве млади користат боксови, ножеви, дури и огнено оружје. Значи, кривичните дела носат многу потешки последици од тие што беа пред 10 години. Загрижува и фактот што се намалува возрастната граница на пробатели на дрога. Деца под 13 години имаат достапност до марихуана, па дури и во училишниот двор. Дрогата е многу расширена и најмногу ме плаши што возрастната граница се намалува. Сега веќе во основните училишта имаме пробатори на марихуана. Порано злоупотребуваја возрастните хероин, сега некако кокаинот зеде замав, како да е во мода. Меѓутоа, мене ме плаши фактот што многу лесно достапна е дрогата за основците. Имаме евидентирано во Центар за социјална работа деца по 13 годишна возраст кои злоупотребуваат марихуана и кои кажуваат дека многу лесно доаѓаат до неа. Или им носат пред дворот на училиштето, или во училишниот двор, или некаде им оставаат пари да се земат како самопослужување, а не се свесни дека тоа е првата скала кон пеколот. Почнуваат со марихуана и сметаат дека тоа не е дрога, дека тоа не ствара зависност, а јас секогаш кажувам дека нема добра и лоша дрога, секоја дрога ствара зависност. Брзото темпо на живот, економската криза влијаат во семејството, а со тоа започнува и девијантното однесување на децата. Често користат социјални мрежи, а не можат да разграничат што е добро, а што лошо. Затоа најважна е превенцијата, потенцира Цветковска. Децата се многу осетливи во адолесцентниот период и тогаш тие мали проблеми што на родителите им изгледаат мали, всушност се големи проблеми за децата. Затоа мора родителите да одвојат повеќе време за своите деца, да разговараат со нив, да ги слушнат нивните потреби и проблеми и заеднички да ги решаваат. Се што се случува во Македонија и во соседните земји, се е тоа одраз на ова брзо време во кое живееме. Темпото на живот е навистина пребрз, но пак ќе кажам, родителите се тие што мораат да обратат поголемо внимание за децата, затоа што необраќањето на внимание, недавањето љубов и поддршка на своите деца, токму нив ќе им се врати како бумеранг. Значи, неопходни се, барем на класните часови, еднаш месечно, треба да се разговара за дрогата, за последиците од дрогата,
за семејното насилство, за трговија со луѓе. Треба се припремаат децата и треба да им се укаже на тоа како да постапат, кому да се јават додека ако добијат информација дека нивно другарче се дрогира, или нивно другарче е тргувано, или нивно другарче живее во семејна заедница во која постои семејно насилство. И треба слободно да побараат помош или кај психологот на училиштето, или во Центар за социјална работа, или во полицијската станица. На децата им кажувам дека тие не се предавници ако го кажат тоа за своето другарче, туку тие се најдобрите другари што му мислат добро на другарчето. Секторот за внатрешни работи Тетово лани регистрирал 89 деца сторители на кривично дело, а меѓу нив најбројни биле оние кои ги повторуваат делата. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека детето кое беше жртва на трговија, односно сексуална експлоатација, не живеело во згрижувачко семејство. Случајот не бил пријавен во стручните служби на Центарот за социјални работи, а за него дознале по пријава од друг вид на ризик. По објавувањето на случајот на трговија со дете од Тетово, во кој според информациите од обвинителството 14-годишно девојче кое било згрижено кај жителка на Тетово, заедно со братчето и сестричето, било подведувано на вршење сексуални услуги. Нашата телевизија испрати прашање до Министерството за труд и социјална политика. Дали е запознаено со случајот и дали биле следени детето жртва и нејзините брат и сестра, во какви услови и како живеат во згрижувачкото семејство. Од Министерството за труд и социјална политика одговорија дека детето никогаш не било сместено во згрижувачко семејство, па оттука веста дека живееле во згрижувачко семејство е целосно невистинита. За времето кога се случувале настаните за кои се пишува по медиумите, случајот воопшто не бил пријавен до стручните служби на Центарот за социјални работи, односно Центарот е повикан на терен во врска со пријава од друг вид на ризик, пошто се дознаваат и настаните кои се случувале претходно. Согласно со недобриот интерес на детето, преземени се сите дејствија за негово згрижување и заштита. Добива соодветна стручна психосоцијална помош и поддршка, успешно се ресоцијализира, вклучено е во редовен воспитно-образовен процес, велат од Министерството. На нашето прашање колку често се прават контроли во згрижувачките семејства, од Министерството одговорија дека центрите за поддршка на згрижувачки семејства имаат законска обврска да ја спроведат проценката на подобноста на секој потенцијален згрижувач, како и обврска да го следат квалитетот на грижа и работата на згрижувачките семејства и континуирано јакнење на компетенциите на згрижувачите. Доколку се утврди неправилна грижа кон сместените корисници на услуги, стручните лица од центрите за поддршка постапуваат согласно своите надлежности или по конкретно одземање на правото на згрижувач. Контролата на квалитет на грижа се спроведува и ненајавено преку посети на згрижувачките семејства и посети во училиштата. Како на пример наведуваме дека изминатата 2022 година Центарот за поддршка при јавната установа 11 октомври има направено 638 посети во сите 168 згрижувачки семејства кои се во негова надлежност, се вели во одговорот на Министерството за труд и социјална политика. Во Центарот за управување со кризи денес се одржа координативен состанок поради обилните врнежи од дожд и опасноста од излевање на реките, каде беа донесени следните заклучоци. Хидролошката состојба во овој момент е стабилна, сите водотеци се стабилни. На неколку места имаме благо излевање на реката Вардар, но тоа се места каде што постојано при врнежи доаѓа до негово излевање. Состојбата будно се следи од страна на соодветните институции. Земјиштето поради долготрајните дождови веќе појавува презаситеност, односно можноста за впивање на след водата од наредните дождови веќе е намалена. Од тие причини треба со зголемено внимание да ги следиме состојбите со дождови. Од страна на Управата за хидрометеоролошки работи прогнозираат дека во следниот период врнежите ќе бидат позастапени во западните делови на државата, но бидејќи се работи за релативно мала територија, прогнозата не може да биде многу прецизна и постои можност овие засилени врнежи да ги има на целата територија на државата.
Другиот момент кој што представува опасност за зголемување на водотеците на реките, вештачките акумулации езерата е и топењето на снеговите кои што во овој период од годината ги има на повисоките места, но би рекол постојат обилни врнежи од снег кои што ќе се стопат во следниот период. Во овој момент Вардар е благо излеан кај Чегране и Форино, со тоа што напоменавам дека состојбата се менува, можеби од моментот кога ние имаме информацијата додека ја презентираме водата благо да биде повлечена. Доколку врнежите, а и топењето на снегот придонесат коритото на Вардар на мерното место кај Егуновце дојде на 200 сантиметри, тогаш ние ќе упатиме барање до електрани на Северна Македонија да го намалат или стопират производството на електрична енергија на ХЕЦ Вруток, со што дотокот на вода во Вардар од страна на Вруток ќе биде намален или по потреба и целосно прекинат, со што ќе можеме да го контролираме водостојот на реката Вардар. Апелираме до општинските власти во согласно со нивните можности да се погрижат за овие терцијални канали, но апелираме и до граѓаните да не фрлат отпадоци во овие канали, бидејќи никогаш не знаеме кога тие ќе имат клучна улога да спречат одредена поплава, која што нема да биде од библиски размери, но може да направи голема штета на домаќинствата, на куќите, на нивните дворови. Во сообраќајна несреќа на регионалниот пат Мавро-Вијанови-Гостивар повредени се 2 лица. Приведени 2 лица поради злоупотреба на туристичкиот престој во државата. Физички напад на 34 годишен тетовец. Најнов билтен на СВР Тетово. Вчера во 14 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Мавро-Вијанови-Гостивар во близина на Мавровската крстосница патничко моторно возило Volkswagen Polo со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 64 годишникот Гостиварско Беловиште, излетало од коловоз. Во несреќата со патничката БЈ 65 годишна од истото село се здобила со тешки телесни повреди, а со патничката ЕН 66 годишна од Гостиварско Здуње со телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 13 часот и 40 минути привеле 47 годишник од Република Косово и 32 годишник од Република Албанија поради сомнение дека го злоупотребиле туристичкиот престој, односно дека престојувале спротивно на целта. Тие биле затекнати во објект во изградба покрај патот за Тетовско фалише, каде што изведувале градежни работи. Двајцата странски државјани задржани се во полициска станица Тетово за натамошна постапка. Вчера во 15 часот и 55 минути во СВР Тетово бил повикан 34 годишен тетовец, кој претходно бил пријавен од 34 годишниот тетовец ЗХ, инаку негов сосед дека околу 15 часот на улица Питу Гули во Тетово физички го нападнал. Според пријавеното, во нападот во кој учествувала и сопругата на 34 годишникот КМ, употребил и остар предмет и го повредил. Тој е задржан во полициската станица Тетово, а пронајден и одземен му е и остриот предмет за вештачење. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Од СВР Тетово информираат дека вчера била спроведена акцијска контрола за санкционирање возачи кои управуваат возила со брзина поголема од дозволената. При контролата биле откриени и санкционирани 70 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор, а 31 возач пречекорил во населено место. Вчера од 16 до 22 часот секторот за внатрешни работи Тетово спроведе акцијска контрола за санкционирање на возила кои управуваат возила со брзина поголема од дозволената. При тоа биле откриени и санкционирани 70 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место. 3 од нив пречекориле за повеќе од 70 км на час, 29 од 50 до 70 км на час. При контролата исто така било санкционирано и 31 возило кое ја пречекорило пропишаната брзина во населено место, како и 2 други видови сообраќајни прекршоци. На сите возачи прекршители им биле изготвени законски предвидени поднесоци и зависно од тоа за колку пречекориле ќе се соочат со парични глоби,
кои за овој вид прекршок се движат од 20 до 400 евра во динарска противредност. За екстремно пребрзите предвидено е и времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш ги потсетува и им советува на возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, посебно ако е врнежливо времето. Ова дотолку повеќе што деновиве во поширокиот полошки регион присутна е зголемена сообраќајна фреквенција, не само на автопатот Гостивар Тетово Скопје, туку и на околните регионални патишта. Изминатава сабота во Тетовска Вратница беше промовирана книгата Вратничка крвава свадба. Станува збор за историска драма во која е опишан трагичен настан, кога во селото пред 80 години биле погубени 13 младинци, меѓу кои Симче Настоски, на 2 дена пред да прави свадба. Делото го подпишуваат вратничаните Стево Томовски и Душко Синадиновски. Вратничка крвава свадба е насловот на книгата чија промоција се одржа изминатава сабота во Тетовска Вратница. Книгата ја подпишуваат авторите Стево Томовски и Душан Синадиновски. Книгата има историска содржина во која е опишан трагичниот настан кога во селото од страна на фашистичкиот окупатор во далечната 1943 година биле стрелани 13 младенци, меѓу кои вратничанецот Симче Настоски, кој бил убиен 2 дена пред да прави свадба. Оваа книга, што ќе биде на промоцијава, е вистински настан, случен, далечната 1943 година, во Вратница, кога во еден ден тогашниот бугарски окупатор ликвидира, масакрира, убива 4 вратничани. Најмладиот меѓу нив, Симче Настоски, само 2 дена пред неговата свадба. Трагичен настан што ја завил Вратница во црно, а неговата мајка, гордата вратничанка, иако Симче бил едино дете, одлучува, замолува и наредува утре дента погребот да биде и свадба. Наредува на малските жени и девојки да утре дента дојдат облечени во свечено руво и додека трае промоцијата, дова и погребот, поворката, да однапред спремените дарови ги даваат на пријателите, на роднините, на заковните и на другите што треба. Навистина, една горда вратничанка, една цврста, една жена што доживејќи најлошо, одлучува да го прави ова. Промотор на книгата беше историчарот Бранислав Светозаревиќ. Тој книгата ја оцени како мощна и исклучителна и истакна дека преку неа читателите ќе можат да се приближат кон духот на селото Вратница. Книгата Вратничка крвава свадба на моите големи пријатели Душан и Стево е една исклучително дело кое може да се каже дека е еден вид на мал роман во кој се оживува повторно еден спомен, за жал за некои тажни моменти на селото Вратница, меѓутоа во исто време и историски моменти кои ја обележуваат Вратница како едно навистина достоинствено и храбро население од ова село, кои навистина дадуа многу жртви во Народно-ослободителната војна, достоинствено бранејќи ги своите традиции и во исто време овој историски роман на некој начин е едно приближување на читателот кон еден дух на селото, подсетување на сите тие личности кои учествувале во тие настани
И јас како историчар на секојдневието, навистина многу ги ценам историските романи, затоа што тие кажуваат нешто што во историските читанки го нема, а тоа е духот на времето, се оживуваат настаните и се овековечуваат за секогаш. Промоцијата на книгата Вратничка крвава свадба се одржа во основното училиште во Вратница, кое го носи името на трагично загинатиот Симча Настоски. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.